Никола Груевски, судејќи по неговото семејство, е на сигурно во Будимпешта. Според неговата Facebook потврда, добил азил од унгарските власти. Според јавувањето на агенциите, тие му одобриле му одобриле азил, што значи и престој во Унгарија, и со одлуката истовремено се забранува негова екстрадиција во Македонија и во било која држава претходно пред да пристигне во Украина, што значи во Унгарија, што значи дека тоа не може да биде испорачен ни во Србија, ни во Црна Гора, а камоли за Македонија. Тоа е последната вест, што веќе сите тикери ја вртат. Експресна реакција на македонската влада против Никола Груевски никогаш не бил воден никаков политички прогон и не се евидентирани никакви закани по неговиот живот, ниту пак која било владина институција вршила закани по неговиот живот. Насловот на ова соопштение, не знам кој го дал, дека наводно осудениот Груевски ќе отслужи казната во Република Македонија. Наспроти овој оптимизам кој доаѓа од Илинденска, сепак мислам дека во основа треба да се завртиме кон сопствените слабости на институциите кои му дозволија така лежерно заминување на Груевски од Македонија. Нашата Кристина Атоска е пред владата во потрага и по реакцијата, а и други детали врзани за последните информации околу одобрениот азил за Никола Груевски. Крис, повели. Така е, Чумовски, како што најави, Груевски пред малку се пофали на својот Facebook профил, тој по втор пат така се обраќа на македонската јавност, кажа дека унгарските власти му го одобриле азилот кој го бара и во едно долго писмо, одречи си 3 страници, објаснува зошто го барал тој азил, во него наведува дека бил под политички прогон, го наведува селективноста и партизираноста на судството и сето она поврзано со екстрадицијата што ти го спомена. Што се владата исто така експресно одговори, меѓутоа само со писмено соопштение. Оттаму не сакаа да застанат на ова линковско вклучување и малку подетално да објаснат настанатата состојба. Од владата велат дека се децидни и сигурни дека Никола Груевски ќе биде екстрадиран во оваа земја и дека ќе одговара пред домашните закони и демантираат дека тој бил под било каков прогон и дека политиката има вмешано прсти во судството, односно дека судските процеси кои се водат против него се транспарентни и во согласност со законите. Ние сепак решивме во текот на денешниот ден, уште нели пред да излезе оваа информација, да побараме и малку подетални одговори во однос на тоа каква е комуникацијата на нашата држава со нашите соседи, со оглед на фактот дека изминатите години беа подпишани неколку билатерални договори за полициска соработка, меѓутоа и за размена на информации. Еден од нив, оној кој го имаме подпишано со Република Србија, ги уредува малку повеќе односите и вели дека двете држави може да разменуваат информации без оние судски процедури, доколку се работи за сериозна борба против криминал и корупција и секако доколку се работи за загрозување на безбедноста. Прашање поврзани на оваа тема упативме во Агенцијата за разузнавање и во Министерството за внатрешни работи, кое треба секако да добие одговор од Управата за безбедност и контраразузнавање и да го проследи до нас. Двете институции денеска не одговорија на нашите прашања, но одговор добивме единствено од владата на Република Македонија во однос на тоа дали тие воопшто биле предупредени или информирани од било која од службите, претежно од српската служба, од српската страна и од државата, дека тој човек, дека бегалецот, осудениот Никола Груевски се наоѓа, односно поминал нивна граница и се наоѓа на нивна територија.
Секако тоа се однесува на оние дипломатски разговори и пријателски односи. Меѓутоа, од владата за нашата телевизија рекоа дека немало никакви неофицијални разговори, немала никаква неофицијална размена на информации, туку дека сепак се чекало на сето она што Министерството за внатрешни и Министерството за надворешни работи го имале како контакт со унгарските власти. Чомовски? Крис истражуваше малку околу нашата инертност или нашата неспособност институциите да успеат да го задржат Никола Груевски и покрај 6 бодигарди што го чуваа Македонија на издржување на казната. Тој им врати од Будимпешта дека бил под политички прогон, дека наводно му се заканувала ликвидација во затвор. Дојче Веле во првиот налет јави дека наводно Иванов му понудил амнестија, но потоа се установило дека тешко би можело да се реализира и тоа е сосема известно прилично јасна и јавна прозивка на кабинетот на председателот на државата. Крис, ние се договоривме да прашаш во кабинетот на шефот на државата што правеа нашите агенти на Агенцијата за разузнавање, вклучувајќи го и човекот кој е во неговото најблиско обкружување. Мислам дека токму тука лежи можеби клучот за целата настаната состојба. Од кабинетот на председателот продолжуваат со старата пракса на недавање одговори на новинарите и на јавноста, меѓутоа сепак дел од нашите информатори сепак сметаат дека е можно токму службата која е под надлежност на шефот на државата да е вмешана и со самото бегство на Никола Груевски од оваа држава. Така што можеме само да вршиме своевиден медиумски притисок во текот на наредните денови и малку поагресивно да ги бараме одговорите токму од кабинетот на председателот, нели со оглед на фактот дека веќе знаеме дека негови луѓе, односно луѓе од неговата служба, беа вмешани и во некои други претходни процеси и настани како што е тоа крвавиот четврток. Тоа беше Кристина Атовска од предвладата, откако премиерот Груевски на својот Facebook статус со долго писание се огласи дека конечно добил експресно политички азил во Унгарија и дека тамошните власти забрануваат негова екстрадиција и во Македонија, па дури во соседните држави во кои престојувал пред да влезе во да се пријави во Будимпешта. Ми се чини дека тоа е за сега еден поширок преглед. Во 20 часот ќе имате можност да ги гледате нашите анализи и комплетни информациите поврзани со овој развој на станите. Чувте и реакцијата на владата, посветена насловена како осудениот Груевски ќе ослужи казната во Република Македонија. Ми се чини како да не го прочитале соопштението дека унгарските власти нема да го екстрадираат екс-премиерот Никола Груевски во Скопје пред да издржува казната и за завршување на другите судски процеси против него. Сега следува еден блок на реклами, а потоа ви го нудам разговор што пред една недела при престојот на Алек Ицев, македонскиот инженер или македонскиот IT менеджер во светската компанија Google, ни го даде за еден телевизија. ЕПП и потоа најава за Алек Ицев. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Стани милионер со Бусто. Испрати фискална сметка од купен Бусто круасан на поштенски фах 678 од 15 ноември до 30 декември 2018 година. Доби фантастични 1 милион денари, 150 вредносни воучери од 3000 денари од Мегаспорт, 10 музички системи Sony, 40 портабл звучници Sony. Бусто, твојот омилен круасан. Меурчиња на љубовта. Пелистерка. Оваа среда и четврток, најниската цена во градот, само за вас. Екстра риба ослиќ 800 грама за само 109 денари плюс 100 поени. Пиво Скопско 500 милилитри за само 40 денари плюс 70 поени. И баклава Сандеј 500 грама за само 99 денари плюс 100 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс клуб. Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: удар врз империјата на Камчев и на Мијалков. Сејал улови големи риби, дали ќе ја скинат мрежата? Интервју Жан-Пол Диспан, полициски командант. Тетовското насилство на навивачите немаше да се случи во Франција. На чардаш кај Орбан. Бегалка. Читајте Фокус за нештата да станат појасни.